Во ова издание на Newsflash ке гледате. Американците го слават 4 јули, денот на независноста во САД. Дали ДНК-то може да ги замени хардисковите за складирање на дигитални информации? Што мислат њујорчани за измените во законот со кои се ограничува носењето оружје во сојузната држава Њујорк? Останете со нас, ги имаме деталите. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски. Американците денес го слават 4 јули, денот на независноста во САД. Американскиот претседател и првата дама ќе прават скара за ветераните во Белата куќа. 4 јули може би е најпатриотскиот ден во американскиот календар. Денот на независноста ја слави одлуката на 13 првични колонии да се откажат од британското владење и да ги формираат Соединетите американски држави. Сепак таа одлука не се случила на 4 јули. Представниците на колониите всушност гласале за независноста на 2 јули 1776 година. 2 дена подоцна тие одобриле декларацијата за независност. Модерните прослави на 4 јули вклучуваат паради, излети, политички говори и многу огномет. А од останатите вести, Врховниот суд го укина законот со кој се ограничува носење оружје во сојузната држава Њујорк. Но што мислат њујорчани за измените во законот и како тие ќе влијаат на јавната безбедност? Најновата одлука на Врховниот суд ефективно им дозволува на њујорчаните и на жителите на другите големи американски градови легално да носат оружје на улиците без да покажат соодветна причина за тоа. Овде, на единственото јавно стрелиште на Менхетен, сопственикот Дарел Лионг реагира на оваа неодамнешна одлука. Кога имате веќе можност да го поништите 100-годишниот закон, тоа е прекрасна работа. Тоа е неверојатна работа, особено во градот Њујорк. Всушност, јас бев прилично изненаден. По пресудата, интересот за оружјето е зголемен. Луѓето не сакаат да го разберат овој концепт. Јас им објаснувам. Ова не ти дава право одеднаш да поседуваш дозвола за носење оружје. Треба да поминете низ соодветна постапка. Треба да аплицирате за лиценца. Тоа не се случува преку ноќ. Но очигледниот пораст на оружјата на улиците ги загрижува жителите на Њујорк. Застрашувачки е. Јас ја преживеав пандемијата. Никогаш не би го напуштила Њујорк, но ова е една од причините што може да ме натера. Како американка со азиско потекло, јас сум многу преплашена. Мислам дека со тоа што сега повеќе луѓе ќе носат оружје во Њујорк, ќе бидат на работ да реагираат повеќе отколку досега. Можното зголемување на оружјето на улиците во Њујорк го загрижува и градоначалникот Ерик Адамс. Не можеме да дозволиме Њујорк да стане див запад. Тоа е неприфатливо. Нема да дозволиме нашиот град да живее во страв дека сите околу нас се вооружени и дека секоја расправија може да прерасне во престрелка. Полицискиот оддел во Њујорк е најголем во САД со приближно 36.000 полицајци. Како оваа неодамнешна одлука на Врховниот суд ќе влијае врз нив? Како поранешен полициски детектив во Њујорк можам да ви кажам дека е многу тешко да се справите толку брзо со ваква одлука. Сега ќе имаме дополнителен проблем околу оружјето, без разлика дали лицето ќе има лиценца или нема да има лиценца и дали е добро или лошо момче. Тоа ќе биде премногу за полицаецот. Ќе биде предизвик за полицајците во Њујорк. Според едно истражување, американците поседуваат повеќе од 393 милиони пиштоли. Со новата одлука на Врховниот суд, таа бројка се очекува да биде уште поголема. И покрај воените действија во Украина, украинските власти ветија дека повторно ќе ги изградат и реконструираат домовите што русите ги уништија. Но што се случува во меѓувреме таму? Все вот это вот попадало, это все у меня уже сын убрал. Ну как, плакала сильно, потому что разрушено все. Украинските власти ветија дека ќе ги обноват сите оштетени стамбени згради и веќе доделија 34 милиони американски долари за таа цел. Во моментов имаме околу 13 милиони долари. Дали тоа ќе биде доволно за да може луѓето да се вратат во своите реновирани домови? Не, нема да биде доволно.
Според Киевската школа за економија, обновата ќе чини над 39 милиарди долари за оштетените стамбени згради во Украина. Но многуми навелат дека едва и чекаат тоа да се случи и дека самите веќе почнале со обновата. Волонтерски батальон за обнова, наречен Добробат, им помага во тоа. Добровилно попросете про да помогнат. Луѓето можат да остават порака, како на пример, кој може да дојде да ми помогне околу мојот дом. Волонтерите ги објавуваат сите тие пораки преку каналите на Телеграм и кој е слободен може да одговори да помогне. Апликациите можат да се остават на веб страницата на Добробат. Има посебен формулар за волонтери кои придонесуваат за помошта што можат да ја понудат. Долгогодишниот градежен работник Вадим Лаврик состави специјален тим во регионот Суми. Во првите 26 часа се пријавиле повеќе од 30 волонтери. Дівчинка їзди з нами. Ни помагаат и младите жени. Една од нив веројатно има 21 година. Таа тежи околу 50 кг и честопати и велам: земај само по една тула, тешки се за тебе. Другата пак жена која ни помага е индустријски инженер. Многу различни луѓе, но сите се неверојатно талентирани. До сега повеќе од 27.000 луѓе доброволно се пријавиле да помогнат. Во моментов Добробат работи во регионите Киев, Чернихив и Суми. Волонтерите работат во тимови неколку дена во неделата. Волонтерите главно или ги чистат остатоците, или ги обновуваат стамбените згради. Якщо у людини пробита криша, Ако на некој човек му е уништен покривот, целата куќа ќе му се оштети, ќе се наполни со вода, ќе биде невозможно да се живее. Ако ќе размислите, се што е потребно е да отидете таму, да ставите соодветен материјал и да го поправите покривот. Иако нема недостиг од волонтери, има недостиг од материјали и бензин. Затоа членовите на Добробат се во постојана потрага по спонзори и средства. Помагаат и банките и IT компаниите. Основачите на Добробат создаваат мапа со сите оштетени згради на неа и бараат спонзори за секој проект. І після цього ти заходиш, ти бачиш там. По извршената проценка, целата документација и краток опис се поставени на нашата веб страница за потенцијалните спонзори да ја видат. Потоа се разбира ги додаваме крајните слики и сите финансиски сметки. Основачите на Добробат планираат да додадат повеќе батальони за обнова во регионите Харков и Миколаев во Украина. А дали ДНК-то може да ги замени харддисковите во складирањето на дигитални информации во светот од следниот прилог? Количината на податоци што луѓето ги создаваат секој ден расте експоненционално. Истражувачите предупредуваат дека за неколку децении би можеле да ја надмине способноста да го складираме сето тоа со сегашните технологии. Меѓународен конзорциум на истражувачи истражува едно можно решение – ДНК, најстарата форма на складирање податоци на земјата. ДНК е привлечна од неколку причини. Можете да складирате информации на многу мал простор. Сите информации што моментално се на интернет, доколку се складираат во ДНК-то, би можело да ги собере во кутија за чевли. Истражувачите велат дека податоците зачувани на ДНК може да траат илјадници години и дека тоа е медиумски формат кој неверојатно нема да застари бидејќи луѓето секогаш ќе имаат интерес да читат биолошка ДНК. Твис Бајозас во Сан Франциско синтетизира ДНК за широк опсег на намени, вклучително и складирање податоци. Го автоматизира и минимизира процесот на претварање на дигиталните информации во ДНК. Кодот на дигиталните информации, кој се состои од единици и нули, може да се преведе во генетски код на ДНК. Процесот на пишување ДНК започнува буквално од 4 шишиња А, Ц, Г и Т. Потоа следниот чекор е физички да се напишат А, Ц, Г и Т на силикон. Во основа, тоа е 3D печатење на тие силикони. Потоа, некогаш тој ДНК силиконски чип може да се преведе назад во дигитални информации. Твист веќе архивира документ на Обединетите нации, музички снимки и емисии од Netflix во ДНК. Толку од нас, се гледаме утре. Пријатно.